Ја би ја споменал еден феномен наречен Тукидова замка од еден американски политиколог Грахам Алисон. Тој забележал дека при војувањето, при Пелонеските војни кои се случуваат помеѓу Атина и Спарта, секогаш кога Атина забележува раст и опасност од страна на спартанците, тие реагираат воено да извршат победа пред другата страна да ги надмине и да стане супериорна над нив. И мислам дека овде имаме еден момент каде целите кои што ги имаат Израел и САД се поклопуваат. И мене ми личи ова сосема дека одговара на оваа Тукидова замка. Иран станува се посилен, Иран станува се повооружен и Иран покажува сериозни капацитети како регионална сила. И од тука ова особено е важно за Израел, затоа што тие го гледаат како опасност и го ценат ова како момент во кој ти ќе ослабиш другата страна за таа да не стане над твојата контрола, над која не можеш ти да влијаш. Вториот момент од ова би го споредил со САД. САД овде, иако војната е со Иран, е директно насочена кон Иран. Мислам дека играат една многу поголема геополитичка игра и дека главната цел е ослабување на Кина. Затоа што енергенсите од Иран во најголем дел служат за економијата во Кина. Да. Значи, најголем извезувач за нафта за Кина е Иран. И сега, во таа насока, ти има целосно поклопување на целите. Израел го слабнува својот најголем воен противник, И додека САД преку ова врши притисок врз кинеската економија. И мислам дека САД се плаши од тоа дека Кина ќе ги надмине во многу параметри, Израел се плаши дека Иран ќе ги надмине. И овде им се поклопуваат целите.